Добро вечер, драги пријатели. Подано немаме договорувано со видео анализа. Може би забележате слично како последниот пат, повторно ја гледаме наталната карта на Трамп позади мене и го видовте насловот. Комедијата на Трамп е соми на Путин. Мислам, комедијата што се случуваше со Ира и со Израел. За што се работи? Бидејќи Нетањаху и еврејското лоби бараше од сад да се вклучи во војната помеѓу нив, мислам помеѓу Израел и Иран, Трамп, бидејќи е близнак хорскот, со познак некаде на крајот од лап повеќе девица, затоа е безмислен, направи една комедија за мене како аналитичар. Значи, иранците знаеа дека ќе нападнат, беше извлечен целиот ураниум за да не дојде до истекување и така натаму. Користени се чак 150 бомбардери, најскапи бомби, значи доста скапа играчка, а нема никакви резултати, само површински, бидејќи тоа е одлабочена на планата, не може ништо да пробие. Ама ово сето беше и слаби на Владимир Путин. Е сега Нетањаху дали Израел ќе го вовлече во жив песок повеќе, јас со тој Трамп ќе видиме, бидејќи пред нас е интересен период, особено не е баш убав за председател на САД Доналд Трамп. Значи, позади ме гледате транзитите на планетите во наталната карта на председател на САД Доналд Трамп од 15 јули, намерно е ставено, до 12 август. Зошто? Тогаш Меркури ретроград. Ако погледнеме што се случува сега во САД, сега имаме процесија во Лос Анџелес, каде протестантите се содруваат со полицијата. А од 15, мислам, јули до 12 август, Меркур, кој го представува народот, е ретрограден, па ретрограден, ќе биде во негова 12 куќа и ќе биде во којункција со Плутон. И ја во многу мои видеа, ако ме редовно следите, кажав дека не е исклучено Трамп да биде последниот председател на САД, а да дојде до граѓанска војна таму, тоа е главна цел. Ќе му биде, значи, ретроградно ќе се движи и ќе биде во којункција со Плутон, а тоа е 12 поле завршна куќа, Плутон е представува смртта и со Шкорпио владее. А некаде, значи, крајот на јули, и сонцето му влегува во 12 куќа, така да, особено 20 до, скоро до, кажеме, до 20 август, од 20 или до 20 август, му престои голема опасност по неговата безбедност. Инаку, војната во помеѓу Израел нема да заврши скоро, мислам ќе заврши година, ама Израел ќе биде избишан од картата на светот. Тој одговара на многу земји, поточно израелското лоби ќе прави пророби на САД. Инаку, САД е во една голема економска војна криза, но за тоа понатаму во моето обраќање. Значи, моментално еврејското лоби ги пречи и на САД, и на Русија, и на Кина. Она ја тера САД во војна. Сите војни што беше арапската пролет, САД што ги водеше, беше од влијание на еврејското лоби и они цело време го тера да го нападне Иран. Овој договор за мене комедија беше, после други аналитички гледам почна тоа да го зборат. Замислите, нема ни еден загинат во иранскиот напад на базите во Саудска Арабија. Пардон, во Катар и кај беше, дали Саудска Арабија, не ми текнува, и ми просете. А исто со бомбардирањето на САД на иранските нуклеарни построења нема ни еден пореден загинат, него само површински штети. Значи, ова е комедија, ето голема, но трагично може да заврши. Јас кажам дека ова година не е исклучено Израел да биде избришан, бидејќи они не прави голем геноцид, каза.
но не е тоа причина многу други, но Асад више нема средства да го издржава. И ово да не ве чуди сега што САД или Трамп побара 5% од буџетот да се одвои од воен буџет, од БВП-то, поточно кажано, тоа е премногу. Он во минатиот мандат бараше 2%, а тогаш Германија е околу 1,5 дали им довидуваше. Македонија не верувам дека ќе може, тоа е влегување во должничка криза. Зошто го бара тоа? Сака да е, за да има грб, да работи воената индустрија во САД. Тоа значи 5% од БДП купување нивно оружје, бидејќи нема више на кого да го продава. Со војната во Украина и паднат цените на сите нивни, бидејќи таму и патриотите настрада и многу други луѓе се да не ви ги редам сите. Значи, пред нас е и период што не е многу, може да дојде до поголем огнен да експлодира, поточно кажано, Блискиот Исток, ескалација поголема, каде може да се проработат и нуклеарки. Значи, некој не е свесен дека освен сам Исако и Зеленски, договорот меѓу Путин и Трамп не напише нормално. Они се слушна неколку пати. Трамп му даде да заврши со Украина. Полека, мислам, од Курската област украинците се избркани. Полека Донецки и Лугански се ослободуваат целосно. Мислам, они се влезени во усовот на Русија. Значи, тоа никој не може, а таму се минералите. Мал дел ќе остане од Украина, многу пати ја кажував, тој ќе биде киевскиот дел. Галиција не е исклучено да биде вратена на Полска, но пред тоа Лав и другото ќе бидат направени квартал. Унгарија, мислам, кај Карпатите има тука нешто, тоа ќе биде вратено на Унгарија. За Романија не сум сигурен. Тука која е спомнав Романија, тука треба и Србија да спомнам. Бејќи преко Романија и Србија одеа муниција и оружје за Украина. Српската војна индустрија цело време произведуваше муниција и Путин го помена Вучич, значи може на Вучич да му е запрежи лесно чорбата и народот. Значи, брачо Руси, како беше, ми поквањамо украинцима метке. Па ви браните се, наше сте брача и никога вас не ќе погодите. Се пак посмеем по српски. Вучич голема штета направено во Србите си, на тоа нивен председател не е наш. Значи, пред нас е интересен период. Војводина полека истакнува своје знаме како и Санџак, кому не треба да обрнат внимание, но целта ми е, значи, поче случува со Доналд Трамп, председател на САД. Треба да обрнат внимание, огромно внимание на безбедноста, особено од 15 јули до, може да се каже, до крајот на август, бидејќи во јули, крајот на јули, ќе има аспект меѓу Марс во прво поле, транзит збора, со натално сонце во 10-та куќа, а 10-та куќа тоа е кариера, значи може насилно да замине од власт. Значи опасност по неговата безбедност. Инаку, ви кажав, ја уште пред 3 години кој добро ме следи и на мојата веб страница и на YouTube канал, може и на TikTok и на Instagram сега, кажат дека Израел и Украина нема да постат како држави, ќе бидат избришени. Последна област која ќе биде избришена од Украина, тоа е Киев. Инаку реков дека Зеленски човек на Путин, благодари на руското говорно подрачување, кој не е украинец, он е евреин, и лесно да се бори до последница украинец, а само кажуваше дека украински не знаел, мајчин јазик ми бил руски, поточно еврејски, ама и кој зборува на украински, видите како зборува со акцент, да не се погрешно сватат албанците кои се обидува да зборат македонски или ромиве. Акцентот се познава, нели? Македонија не треба многу да залетува и со Европска унија и со НАТО, и ќе почна распад на Европската унија. До сега Мицковски добро се држа, особено е
да кажем, ова не е добиена војна, али прва победа може да се каже голема, со отфрлањето на амандманите на Бугарија во Европската Унија. Драги пријатели, ова е театар, но јас се плашам дека тој ќе биде од комедија да не помине во трагедија, бидејќи еврејското лоби Израел нема да се смират, сакат доминација, имаме ја проследени Талмуд, Тората, така да, па чак и како се каже книјата, не ми текнува. Окултизам, така нешто, езотеријата нивна. И гледам што прават. Не знам дали знаете, например, во САД има единствена држава, САД што има споменик на ѓаволот или на сатаната, а новијарски извори зборуваат дека тоа еврејското лоби го изградило, така да. Оваа војна, ја многу пати кажа дека што се води во Украина не е против Украина, не е против САД и НАТО, тоа е војна на Русија со еврејското лоби, уште од Октомвриската револуција и така натаму. Сад да не дојдам, да не е многу долго ово видео излагање. Значи, драги патрони што имат желба да ги следат моите анализи, треба на YouTube да притиснат на копче subscribe, може да следат и на TikTok и на Instagram. Тема малку касно, веројатно некој од вас веќе испијат. Ви посакувам добра ноќ, со создател Македонија напред, и се гледаме во мојата наредна видео анализа. Убав сон.